Почитувани гледачи, добро вечер. Нешто после 21 часот е време за правда и неправда. Јас сум Гордана Дувњак, а мојот вечерашен гостин е долгогодишен судија. Кичевскиот судија, чија илустрација телефонски ја нарача пратеникот од ВМРО ДПМН Антонио Милошевски, поречиси 9 години ја доби правната битка и тоа во судот во Страсбур. Европскиот суд потврди дека кичевскиот судија Драги Билевски незаконски бил прогласен за соработник на службите, а судскиот совет неправедно го разрешил од судиската функција и тоа неколку месеци пред крајот на неговиот судиски мандат, и тоа 5 месеци пред истекот на мандатот и на судискиот стаж од 35 години. Вечерва тој допатува од Кичево да биде мој гостин и ваш гостин. Ја прифати мојата покана, отворено да поразговараме за сето она што му се случило, да ја раскаже својата приказна во која што има многу горчина, многу разочарување, но верувам и морална сатисфакција по сето она што се случи. Судија, добро вечер и добро дојдовте во Правда и неправда. Добро ја најдов. Ви благодарам што ја прифативте поканата да бидете гости на Еден ТВ. И на сите гледачи така на вашата телевизија. Јас се извинува, малку со гласот имам проблем. Па така мислам дека тоа нема да биде пречка и ќе се разбереме. Апсолутно. Да. Судија, јас навистина се радувам што вечерва сте овде, но пред да ја почнеме приказната ваша, би сакала заедно да го погледнеме прилогот на колешката Искра Опечевска, која што денеска работеше, ако можам да кажам, на вашиот случај, па ќе продолжиме со разговорот. Значи, човекот се вика Живко Туфекчиев од Кичева и поднел иницијатива за сомнение за судијата Драги Билевски од Кичево. Еден телефонски повик на тогашниот пратеник од владеачката ВМРО ДПМН Антонио Милошевски со поранешниот председател на комисијата за лустрација Томе Аџиев беше доволен да му биде запечатена судбината на кичевскиот судија Драги Билевски и како судија и како семеен човек. Се до минатата недела кога Европскиот суд за човекови права во Страсбур утврди дека на судијата му било повредено правото на правично судење, како и правото на приватен и семеен живот кога бил прогласен за соработник на тајната полиција. Билевски не бил вклучен во постапката пред комисијата за лустрација и според тоа не можел да презентира аргументи во својата одбрана. Билевски бил лустриран, иако не бил во архивите на УБК. Македонските судови не ги сослушале предложените сведоци и не објасниле зошто нивното испитување не придонело за утврдување на фактите оспорени од жалителот. Дека Милошевски најверојатно нарача лустрација на судијата Билевски се посомнива и специјалното јавно обвинителство во март 2018 година. Тогаш обвинителката Фатиме Фетај информираше дека постои основано сомнение дека Билевски бил лустриран по нарачка на Милошевски, бидејќи сметал дека го штити градоначалникот на Пласница Исмаил Јаховски, кој се спротиставил на продажбата на објект на таткото на Милошевски, во кој била сместена општинската администрација на Пласница. Истото е прифатено од страна на четврто осомничениот, и заедно со останатите осомничени, членови на Комисијата за утврдување на фактите, како службени лица, постапувајќи во рамките на своите службени овластувања, со умисла, донеле нарачана одлука за лустрација на оштетениот Драги Билевски. ВД директорката на Бирото за застапување на Македонија пред судот во Страсбур Даница Џонева вели дека врз основа на слични пресуди во минатото, државата веќе презела општи мерки за решавање на проблемот со лустрирани граѓани, како што е укинувањето на законот за лустрација. Доколку ја повторите постапката за лустрација и таа заврши со поинаков ишод, а едноставно така и единствено може да заврши во актуелното правно милје, тогаш тоа реално предизвикува, верувам, последици и по однос на решувањето на господинот Билевски. Поради ова, после 30 години стаж како судија и една година пред да го оствари правото на пензија, судскиот совет го разреши Билевски од функцијата судија.
Се враќаме во студијата. Судија Билевски, го слушнавте прилогот на мојата колешка. Европскиот суд за човекови права по втор пат пресуди во корист на македонски граѓани, и тоа и во два случаја каде што се јавуваат судии. Во првиот случај уставен судија, поранешен и председател на суд, и во вашиот случај. Кажете ми, што ви значи пресудата од Страсбур? Па, видете, пресудата ми значи многу нешто, затоа што не ме требаше мојата правда да дочекам од Страсбург, но во судовите во Македонија. Колку ви е поразително меѓународен суд, европски, да треба да пресуди? Како држава не е добро. Судство треба да е независно, да суди по устав, закон, а не по нарачка. Така, кажете ми, дали очекувате дека сега ќе се повтори постапката? Малку е деликатна ситуацијата со оглед на тоа што Комисијата за лустрација веќе не постои. Видете, во пресудата стои и то право го имам за повторение постапката. Јас се поднесам предлог за повторение постапката. Очекувате овој пат Управниот суд да постапи по нападствата на Европскиот суд за човекови права? Не е се исто кој одлучувал и кој донесол пресуда. И во првиот случај, по мојата тужба, доколку беа изведени сите докази што јас ги предлагав. А тоа е да се повика вешто лице, тоа е професорот Владимир Пивоваров, кој е експерт од областа за работници, кои се и што се. Вашиот случај е многу интересен, бидејќи вие во два наврата добивте две различни одлуки. Најпрво во 2010-та. Секој судија и обвинител имаме обврска на нотар заверена изјава дали сме соработници со службата, тајно. И во 2010-та вие добивте документ дека такво нешто не постои. И го поминавте... 12.9. Ова... Се извинувам. 12.9.2011 добива решение со кое се утврдува дека лицето Драги Душан Билевски го исполнува дополнителниот услов за вршење јавна функција за член 2, што значи не сум бил соработник. Така. Јас сега ќе ве вратам на Антонио Милошевски, за да дојдеме до вистината, но и до фактите. Кажете ми, колку долго го познавате Антонио Милошевски? Антонио Милошевски, тој од Кичево. Така. Ваш сограѓанин. Сограѓанин. Со оној сум немал никаков контакт. Ама апсолутно никаков. Доскоро се го не познавал. Со неговиот татко, на генерација, се имал здраво. Некаде прочитав дека Милошевски бил на иста возраст со ќерка ви, со ученици. Да, ќерка ми и Антонио Милошевски се генерација. На факултет, мисла, биле заедно и така. Да. Милошевски во една од двете бомби кои што се однесуваат на вашиот случај, му вели на тогашниот прв лустратор Томе Аџиевски, многу големи проблеми ни прави судијата. Какви проблеми му правите судија? И што толку му сгрешивте на Милошевски? Јас прво кажав и повторувам, апсолутно никакви контакти. Ни приватно и службено сум немал. Не сум го, така речено, ни познавал. Јас од бомбите, кога ги слушнав, тоа беше попладне, се одмарав. Не, тоа е за устацијата, тоа беше. Бомбите ги слушнав и се зачудив што на тој човек сум направил злоја. Што бара моја илустрација. Дали во судската пракса, ваша долгогодишна,
се случило некој од семејството Милошевски да има судски процес или можеби да сте пресудиле Татко му не погрешно? имаше судски спор. Јас го водев граѓански спор по изедување на доказите. Понешто го има во предметот. Беше основано барањето, ја и го уважив. Барањето. Каде тогаш ги гледате мотивите да станете таргет на Милошевски? Па Стварно. дури и да ви нарача лустрација. Стварно не може да одговарам на прашање. Од каде? Не знам и самиот. Колку ве изненади фактот дека 2 години подоцна Комисијата за верификување на факти утврди поинаква вистина, практично дека сте соработник на службите? И како изгледаше вашето искуство со лустрациската комисија? 2012. 17.2, тоест 16.11.2012 година, истата таа комисија носи решение со кое јас сум прогласен за соработник. Сте соработувале ли во било која форма со... Во никоја ферма. Јас имам дадено изјава на нотар заверена под материјална и кривична одговорност. Како тогаш се случи Јас комисијата? дента кога ме лустрирале мене, јас си бев си одмарав, од работа дојдов и ми се јави синот по телефон, ми кажа дека сум бил лустриран. Ви изненади ли тоа? Ве вознемири ли? Многу ме вознемири и фактички тоа беше причина за јак стрес и вознемиреност. Меѓутоа, некој го понесувал поинако, некој на друг начин. Жената многу трагично го поднесе тоа нешто. Вашата сопруга е Мојата сопруга, почината неколку години. И таа 2015 година почина за месец и пол од стресот што го доби. Фактички ја пата. На правда и на пата. Добро, во првиот момент мислевте дека е некое недоразбирање, дека може би е грешка, грешки се случуваат. Во случајов е освета некоја, зошто пак не зна. Зошто тоа се случи? Вашиот син е адвокат и предпоставувам и вие како правник се обидовте во тој момент на правен начин да докажете дека не сте соработник. Можете ли да кажете какви активности преземавте? Мојот син како адвокат се обрати до Министерството за внатрешни работи во Скопје, од каде добиве, тоест, писмен одговор, со огледа, со гласот, био замолен да ја прочитате ако сакате вие. Извинете. Значи, на барањето е потпишан, на одговорот на барањето, началникот Тонија Кимовски, во тоа време шеф на кабинет на шефот на тајната полиција Сашо Мјалков. И вели, во врска со вашиот допис од 3.12.2012 година, во кој се бара да се издаде потврда или друг акт со кој ќе се утврди дали Драги Душан Билевски бил регистриран соработник на УБК, ве информираме со следното. Согласно член 3 став 1 и член 4 став 4.5 од Законот за определување дополнителен услов, лицето Драги Душан Билевски не е евидентиран во документацијата на УБК. Документите за Драги Душан Билевски се објавени на веб страницата на Комисијата за верификација на факти, подпис Тонија Кимовски. Во тој момент мислевте дека ова ви е доволно? Па видите, јас знаев дека не сум соработник. Так. Ја очекував ваков одговор. Затоа што сите соработници што се, после тоа се распрашував и консултирав стручњаци, прво се заведуваат во службата за државна безбедност. Кои се соработници? Митоа за да биде соработник,
мора министерот за внешни работи да подпише решение дека прифаќам да бидам соработник. Да, такво нешто немаше. Меѓутоа, после ова отидовте вие чекор понатаму, Да. па баравте исто Потоа, така и барав од другите инспекторот, служби. Инспекторот, кој што тој службена белешка е направил, Практично одлуката, решението на Комисијата за лустрација се темели токму на таа Апсолутно. службена белешка. позидали до судот. Така, меѓутоа, нотарски акт имам. Вие го контактиравте лицето што во тоа време ја составил Наоѓив, појдов, го белешката? најдов во Охрид, живееше тој. Добро, вие имате цел тон документи, може би ако сега не, и не. тешко да се најде. Тука, да. Да. Како и да е, го контактиравте лицето? Еве, камерата ќе видите. Камера ќе ве молам. Ова е нотарски акт подпишан Подпишан од инспекторот. од инспекторот кој што ја составил службената белешка, така? На која службена белешка нема ни печат ни подпис од инспекторот. Што содржи нотарски заверената изјава? Јас се извинувам, пак да ти гласат ако сакате. Извина. Изјавува под материјална, морална и кривична одговорност дека службените белешки кои ги имам составено јас во својство на оперативен работник во текот на 70-тите години, додека бев на служба во Кичево, а во кој како извор е наведено лицето Билески Драги, напоменувам дека содржината во истите е наведена од моја страна без знаење на лицето Билески Драги, а по мое видување од неврзан разговор, кој разговор не е воден со информатор или доушник на службите. Тврдам дека ова лице не било соработник, ниту пак истиот бил евидентиран или регистриран во службите како таков. И следи подпис Дека од не е точно. господинот Никола Кузмановски од Петре Крцковски. Овој документ вие го приложивте до Комисијата за верификација на факти? Мене ми беше ускратено во Комисијата за верификација на факти, воопште не бев повикан. Воопште. Ни првиот случај кога го донесле решение дека не сум соработник, ниту пак за второто. Кажете ми, кој е лицето Живко Туфекџ, што доставува наводно пријава до вас и се споменува во телефонскиот разговор? Мето Живко Туфекџевски ми е генерација. Заедно завршиме гимназија, мето Кичевчанец? Кичевчанец, да. Живее во Скопје. Воопште со него и како гимназијалец едно добро ден само, ништо поќе. Во друштво никој пат не сум бил со него. Никој пат. Тврдам морално и материјално. Имајќи ги во вид овие факти и предпоставувам и документи, нотарски заверена изјава, документ од ДУБК дека не сте биле соработник. Дали кога веќе ви го донесоа решението и вие го обжаливте пред управен суд, имавте на некој начин верба дека грешката на комисијата и пристрасноста ќе ја исправат вашите колеги суди? Видете, се сметаме за правна држава. Така. Судиме им врз основа на докази. Ја бев убеден дека тужбата, мојата тужба ќе биде уважено. Дори каснеше многу време за решавање. Јас самиот отидов во судски совет да инзистира за што побрзо се реши предметот. Доколку имаше кај мене вина некоја, или кој да знаев дека не со право, немаше да ода. Затоа што 5 месеци пред пензија ја бев суспендиран од работа. Во кој момент свативте Меѓутоа- дека ѓаволот ја однел шигата и дека работите излегуваат од контрола и сте меѓутоа- многу посериозни? Извинете, при вакви документ од ЕБК, дека не
беше регистриран. При нотарски акт од подписник од нова службена белешка, која нема ни подпис, ни печат. Така. Вие бевте сигурен дека управниот Апсолутно. суд ќе ги уважи вашите Да. аргументи? Не знам како да нареча, во горниот дел пишува голем наслов без содржина. Што значи тоа? Тоа стои во аголот на службената белешка. Така? Голем наслов без содржина. Пишувал, фактички ова е тоалет. Така. Така. Значи самиот составувач сметал дека нема тука Ама, некакви видете, елементи еве. или не сте му биле од корист во тој неврзан разговор и не сте откриле нешто што загрозува нечи друг живот. Вие побаравте јавна седница во Со управниот тужбата побарав јавна седница, предложив доказ, истиот тој што го има дадено на таски акт, Перо Кацовски. Така? Исто така побарав и вешто лице, стручнак и експерт за ова работа, професорот Владимир Пивоваров, кој многу цени и поштува. Затоа што тој Интересна работа е што управниот суд имаше повеќе случаи за лустрација, меѓутоа само во првиот случај за лустрација се дозволи јавна седница кога беше разгледувана жалбата на поранешниот председател на Уставниот суд Тренда Филивановски и повеќе ниту еднаш не дозволи јавна седница. фактички Дали тоа на некој начин ве вознемири и ве уплаши дека можеби се подготвува нешто што би одело во насока на потврдување на решението на комисијата? по правилата на нештата, бара седница, прилага докази. И како судија сметавте дека Фактички- тоа треба да биде доволно да Фактички постапи советот? да биде уште поголемо злото, оригинал документи од ова службена белешка немат, се во фотокопие. Во фотокопие не може да се донесе судска одлука. Вие побаравте увид во документацијата Адвокатот извршува вид. и видовте дека станува збор за копии. Само копие и во комисијата за лустрација, исто така во првостепената пресуда од управен суд и второстепената пишува дека е извршен увид во оригинал на документи. Дали тоа значи дека и судовите не ја кажувале вистината? Не зна како си зеле за право да такво нешто. Да. И не знам што мислеле. После тоа се Колку оригиналните документи се, еве, вие сте долгогодишен на судија, фотокопија не може да се суди. се важни во Нема, одлучувањето? Затоа што денеска технологијата е толку напред што може све да се направи. Би Со се случило скенирање- во вашата судска пракса да ви донесе некој копии и тие да ги земете Нема шанс. предвид? Нема, не само ја. Секој судија кој го почитува уставот и законот, фотокопија не е, кажано е. Оригинал. Или заверено на нотар. Во вашиот случај не беше ни едното ни Ни едното ни другото. Јас сега ќе ве замолам да дадеме време за реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Во шампионската недела добивате дополнителен бонус од 2000 денари само со новата Магента 1. Најбрзите од вас добиваат и дрес од европскиот шампион Вардар. Само за вас, од 10 до 23 јуни, купувајте со Поен Плюс картичката на Тинекс и добијте 3 пати повеќе. Новосадска салама 1 килограм, 199 денари, плюс 50 поени. Екстра сладолед, 99 денари, плюс 100 поени. Пиво Мулер 500 мл, 36 денари, плюс 40 поени на вашата Поен Плюс картичка. 25 години инспирирани од вас. Тинекс.
Игор го сака својот град Велес. Волонтерски го собира отпад отфрлен во градот и неговата околина. За чисто, како дома исто. Битолско кисело млеко, прво и омилено уште од 1952 година. А сега традицијата ја збогатуваме со нов вкус кој освежува. Битолско екстра кисело млеко. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Знаеш, многу ни е стара дневнава. И сакала да ја освежиме малку. Сакам смарт телевизор, една голема столна лампа, така да ни прави атмосфера кога ќе ја запалиме. Леле, баш ваква си ја замислив. Баш како што сакаш. Со НЛБ потрошувачките кредити искористи ја промотивната понуда со најниска каматна стапка, без трошоци за одобрување. НЛБ банка. Кристина Дамил, место каде можете да создадете дом од вашите соништа. Мебел за сечи вкус, по неверојатно достапни цени. Одберете го вашето омилено парче денес и направете го секој ден поубав. Ве очекуваме во салоните на булевар Ѓорче Петров и булевар Борис Трајковски. Салон за мебел Кристина Дамил. Економијата силно тргнува напред. Бруто домашниот производ за прв пат изнесува 4,1% во првиот квартал од 2019 година. Невработеноста падна на историски најниско ниво од 17,8%. Во последните 2 години отворивме нови 49.522 работни места. Обезбедивме 624,5 милиони евра директни странски инвестиции. Оваа бројка продолжува да расте. Во Македонија вложуваат компанији како Теламон од САД, Баумер од Швајцарија и Герешајмер од Германија. Обезбедивме повеќе од 20 милиони евра поддршка за домашните компании. Преку 360 компании ја искористија помошта и ја подобрија својата работа. 2 години заедно со СДСМ, 2 години силна економија, 2 години зборот важи. Најубаво е тоа што имаш слобода. Никој на ништо не те обврзува. Ако ти е окей, супер. Ако не, раскинуваме. Раскинуваме. Го раскинуваме договорот. Аха. Фала. Врска без обврска. Нов мобилен оператор на Телекабел. Пробај Тюб, протјуби се. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.
Продолжуваме со разговорот во студиото. Мој вечерашен гостин, како што знаете, е лустрираниот судија Драги Билески од Кичево. Застанавме во оној момент кога зборувавме за управниот суд. Значи, вие во тоа време наоружан со документи од неколку институции во кои што се имате доказ дека не сте биле соработник, писмена изјава заверена на нотар, ја чекате одлуката на управен суд. Колку ве изненади тоа што беше одбиена вашата жалба и потврдено практично решението на комисијата? Многу ме изненади затоа што во пресудите пишува дека е извршен увен во оригинал на документи. И пред првиот степена и висшиот управен суд. Дека извршиле увид во оригинал на документи и наводно ги вратиле во архивот. За жал, поднесено е барање до државен архив од страна на адвокатот и на него, на тоа барање имам добиено известие. Баравте од државниот архив да потврди дали стварно се обратил некој, дали судовите или со барање да им достават оригинални документи. Не може да остават оригинал затоа што ги немат. Така. Од таму добивте одговор? И пишува во врска со вашиот барање од 6.6.2018 ве известуваме дека во државниот архив на Република Македонија во периодот од 30.11.2012 до 12.6.2014 од страна на Управниот суд и Висшиот управен суд на РМ не е поднесено барање за увид и достава на досие за барателот Драги Билески. Кому да веруваме? Подпис, печат од властеното лице. Дали во тој момент ви стана јасно дека практично сте жртва на еден монтиран процес? Видете, јас од бомбите се ми беше јасно. Од бомбите кога ги слушав. Во прилогот на книжката се спомнува дека се доведува во прашање вашето одлучување за градоначалникот на Пласница. Јас не сум во комисија. И што може ја како председател комисија изборна да нешто направа? Ја не гласа, ја не става ливчина во кутиве. Народот става глас. Функцијата на секој председател е да спроведе избори. Треба да нема врска. Што се случи после тоа, кога свативте дека ја изгубивте судската битка во македонските судови? И тоа мораше да се обратам постојано до судот за човеки права во Страсбург. Да. Меѓутоа, додека чекате одлуката на Страсбург, вашите проблеми не запираат тука. Во меѓувреме, судскиот совет најпрво ве суспендира и ве отстранува од решавање на предмети, а потоа и донесе решение со кое што ве разрешува од судиската функција. Имавте ли можност барем пред судскиот совет да ги кажете вашите аргументи? Ниеден орган не сум бил повикан, ниту некој ме прашал, све во моје отсутство е правено. Дали за вас е случајност тоа што токму судиите кои што во управниот суд одлучуваа по предмети за лустрација, едниот е за Трендафил Ивановски, председателот на Уставниот суд, каде што председател на совет во прв степен во управна постапка беше судијата Лидија Каначковиќ, а потоа и во вашиот случај, на некој начин потоа експресно беа унапредени во судскиот совет. И оттаму сметате ли дека судиите кои што веќе одлучувале за лустрацијата, дека ќе ви дадат за право и ќе ги согледаат вашите аргументи? Меѓутоа, секој почеток има и крај. Истината ќе иде да ми делина. Пресудата од Страсбург 4 години чекам.
Ке се задржам на судски совет. Кажете ми, се почувствувавте ли поразен на некој начин што токму од ваши колеги, од она тело кое што треба да ги штити и да ги брани интересите на судиите, бевте разрешени без да бидете прашани, и тоа неколку месеци пред крајот на мандатот. Како го доживувавте тоа како ваш пораз 5 месеци пред крај на мандатот, а како велат старите, цел коските ги оставивте во судството и сега на крај да бидете на ваков начин разрешени? Од првиот ден. Од првиот ден. Целиот ваш работен век го поминавте во судството и тоа во Кичевскиот суд. Кичевскиот суд. Сум работил на секоја материја, на кривична, на граѓанска, истрени судија, прекршоци, вон процесно. Сте биле ли низ годините предмет на преставки, на поплаки пред судскиот совет за определени предмети? Воопште за тоа. Доколку имало, ќе сум бил повикан. Какви оценки добивавте при бодувањето? Многу добри оценки. Многу добар. Многу добар е, да појасниме за гледачите, највисоката оценка во... Последната година добив добар. Од кои причини не знам. А ништо не се измени од претходната година, во последната година што добив добар 3. Како ја доживеавте одлуката за ваша суспензија најпрво, а потоа и за разрешување? Видите, многу тешко, а уште повеќе што кога беше донесено решението од Комисија за лустрација, тоа беше 2012, 2013, мене ми беа одземени предметите на работа. Пред правосудна одлука. Затоа што комисијата, сме слушале за верификација на факти, имаше притисоци врз факултети, врз установи, да веднаш се постапи и се избрка дотичната особа пред правосилноста. Не може пред правосилност да се презема некој действие. А уште повеќе да се јавува од комисијата до каде е предметот. Ја како судија, кој ќе донесе одлуката, повеќе не ме интересира дали, ако е кривичен предмет, дали издржал казна, ако е прекршил, дали е платил казната, тоа не е моја работа. Судија Билевски, вие потекнувате од правничко семејство. Имате многу правници во семејството и вашата сестра, покојна беше судија, вашиот син е адвокат, ќерката е правник, да. Ќерката правник и покојна ми сестра, внукот, е судија во Србија. Кажете ми, дали сето ова ве натера на крај на вашиот професионален век да почнете да се преиспитувате, затоа што вие правниците велите во правото 2 и 2 се 4. А од вашиот случај и од многу други случаи во праксата на македонските судови излегува дека не секогаш овој збир го дава вистинскиот износ. Видете, 2 и 2 се 4 и во Скопје, и во Словенија. За жал, за некој ме бидат и 5 и 6. Имаше илустрирани се покојни луѓе. Покојни луѓе. Како меѓутоа, пазете, за жал ние, како република, мојми и на покојните им доставуваме одлуки. Да, тоа во процесот на лустрација. Како е тоа во судска постапка? Ама пазете, сегде и во граѓанска постапка, ако фирмата појде по стечај, се прекинува постапката. Немат ефект. Во случај да некој изврши двојно, тројно убиство. Меѓу време, му се случи нешто почине. Се запира. Меѓутоа, може би некој
Ќе да живее затвор, ако е покоен. Добро, сите овие абсурди, парадокси судски, колку на некој начин ви ја урниса вашата желба за правна држава и вашата верба во правна држава? Видите, јас сум бил, кој што реков, 35 години судија. Сум се заборел за правда, за правилна примена на уставот и законот и законските прописи. Ја како судија, кој ќе донеса ослободителна одлука, верувајте ми, сум бил најсреќен. Нема докази, го ослободува. Колку е тешко за совеста да се донесе незаконска одлука? Бе, верувајте, незаконска одлука. Немало сон да ме фатит. И такво нешто не сум направил. Ја не знам како некои луѓе се може да спијат. Мене бе во црнина ме завија. За ништо. Ама за ништо. Дали после одлуката на Еве да ви лустраторска и вашето разрешување забележавте промени во однесувањето на луѓето? Напротив. Како гледа на ова што ви се случува? Јасно им беше дека станува збор за Апсолутно. монтиран случај? Апсолутно. И по телефон ми се јавуваат пријатели. Што е ова, како е ова? Ве охрабруваа точно. да продолжите Апсолутно. пред Апсолутно. да барате правдата пред Страсбур? И сатисфакција ми е и пресудата и луѓето во Кичево што ме почитуваат, ако су во пензија. Ме почитуваат. Дали ви е жал од оваа дистанца што сопругата не доживеа да ја види пресудата на Европски суд? Карактер и карактер. Да во себе збираше, се нервираше. Ова кој доживеше беше многу последен него ја. Верувајте ми. Да, јас од разговор со некои кичевчани велат името Билески е познато во Кичево. Го познаваат луѓето и го почитуваат. Неверојатно. Неверојатно. И таа ми е една сатисфакција. Што стварно луѓето, затоа што сум бил правичен. Еве да ви кажа случај. Има од Албанија, по брза постапка, да донесат. Не ги знае, не ги познава. Јас сум могол со тоа да бида голем судија, ви казна по 500 по 1000 евро. Ми тоа во диспозитивот на барањето пишет. Имале намера да работат. Во правото предпоставка нема. Работал или не работал. Крај. И се слободил сите. Колку исто така за вас на одреден начин е сатисфакција тоа што специјалното јавно обвинителство отвори постапка под кодното име Моќник за Антонио Милошевски, која што во голема мерка се темели токму на вашиот случај? Јас се надева дека вистината ќе излезе на крај. Прашање е време. Мито, нервите попуштаат. Велите попуштаат нервите, а сепак, колку што знам, го тужите Антонио Милошевски за клевета пред Основниот суд Скопје 2. Дали е тоа точно? Да, точно е. Во телевизиска емисија се... Ама повторно почна да каже како су бил, што су бил. Мето ако су бил ја расипан, ако су бил подмитлив. Има механизми и користе заштитени сведоци. И за мене може да најде некој сведок заштитен. Дека сум направил нешто. Дали ви се случило во праксата да донесете пресуда под притисок или со телефонско јавување на некој друг моќник? Верувам и тврдам, морам материјално, дека такво нешто не било. Може би да ми се јави некој да поплаво казна некој, ќе прифата. Но да ми речет, ако нема докази, осуди го баре опомена, немало шанс. Немало шанс. Да. Ке се вратиме на пресудата на Страсбур. Што очекувате сега во повторената судска постапка? Видите,
и судот во Страсбург утврдил низа повреди на постапката. Во што се состоеше повредата што ја Ускратено беше дел? правото на На кои расправа. членови на Европска конвенција вие се повикавте? После повреда на член 6. Така. Повреда на член 6 од конвенцијата. Ускратено ми е правото на ниједна расправа, тоест рочиште, не бев повик. Да ги кажете вашите аргументи. Плюс тоа, пресудите, тоа го утврдило и судот во Страсбург. На фотокопие е донесена и прва и втора степен одлука. На фотокопие. Верувате ли дека се променети и околностите и дека сега управниот суд ќе постапува законски? Видете, јас конкретно не би имал мирен сон да донеса одлука по нарачка или против своја совест. Верува дека совеста ќе Кажете поработи. ми, доколку по некоја сега, ова е хипотетичко прашање, по некоја случајност. А што те не забора, извинете. Да. Закон за лустрација од Венецијанската комисија е прогласен за противуставен. Да, имаше многу забелешки исто така Противуставен, пазете. и од многу експерти беше оценет дека е неправеден и практично еден виталатка за пресметка со неистомислениците на поранешната владеачка гарнитура. Кажете ми, ве прашав, а сега ќе го повторам прашањето, хипотетичко ви кажа. По некоја случајност да се видите со Антонио Милошевски, што ќе му порачите? Да бида искрен, не се не осетна ни да го видам. Во една изјава во медиумите кажавте, се прашавте практично, од каде толку злоба во млад човек? Па, затоа реков, не се видам. Се чуда и јас. Млад, кшевчанец, видите, вистината никаква не боли. Ако сум нанесол зло, на било кого, нека ми враќа со зло. Меѓутоа, од добро седење, да го доживеа ова. Обвинителката што на пресконференција го отвори вашиот случај моќник, обично има навика да кажува по некоја озречица и едно од незините најпознати е вистината е како шило и пробива. Верувате ли дека вистината ќе излезе на виделина и во вашиот случај? Али времето. Секој почеток имате крај. Кој се родил и ќе умре. Имате ли вие време и трпение да ја дочекате одлуката на управен суд и на некој начин вашата сатисфакција да биде целосна? Затоа што ова што го констатираше Европскиот суд е голема морална сатисфакција, меѓутоа е на пола пат. Предпоставувам дека вашата желба и вашата идеја и вашата намера е дома во сопствената држава, пред судовите, во кои што вие сте работеле и сте го оставиле целиот работен век таму да ја докажете вистината. Верувате ли во искреноста, професионалноста и непристрасноста на вашите колеги, дека и покрај се што се случувало, сепак има доволно доблесни ваши колеги кои што можат да пресудат по словото на законот? Секој треба да мисли и да постапува по устав и по закон. Верува дека ќе имаат совест, дека ќе постават по законот. Затоа што и во пресудата е наведено тактативно што све е направено. И кои се повреди се направени. Вие сте во пензија. Колку време? Па 2014 во пензија, од кој ме разрешија. Кажете ми, како гледате на промените кои што
се одвиваат во судството, реформите, велат дека најбавно промените во оваа област се спроведуваат. Го делите ли тоа мислење? Очекувавте ли дека побрзо ќе се прават промените во судството? Ја мисла дека мора да се направат и почнат да се прават. Еве конкретно, Кичевскиот суд му беше земена надлежноста. Сега повторно е вратена, проширена надлежност. Да. Кичевскиот суд верува дека Македонија е едини кој што имаше оделение во Модиште, Самоков и Брод. Се правеше годишен распоред кој суди кога каде ќе одат, секој месец. Затоа што тоа е сиромашно подрачје. Сега од помина надлежноста во Гостивар, од Самоков, пример, за појде во Гостивар, тој не тебе да преноќи. Да, а правдата пари. треба да биде достапна до граѓаните. Да, тоа е една од основните мотиви и за тие регионални судови. И така да, тоа е судови. реформа за мене. И верува дека ќе имат и други реформи. Верува. И дека време е да се почне да се пременат Устав и закон. Така. Судија Билевски, јас ви благодарам за вашето учество и за тоа што бевте гостин во Правда и неправда. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Останете со програмата на 1 ТВ и имајте убава вечер.